Благодарам, подпредседателе. Господине Ковачевски, да сум на ваше место, овие кои што го одговарале ова прашање и министерот за земјоделие, веднаш ќе им речам да си дадат оставки. Зошто? Сега ќе ви објаснам. Прво, во одговорот на прашањето, кое што е 3,5 страници, да беше убаво одговорено, немаше вака да изреагирам. Велите одговор на писмено пратеничко прашање. Прво, ова е процедурален дел. Но јас не поставив писмено пратеничко прашање, ако добро се сеќавате, усно ве прашав, ама вие, бидејќи решивте да ја напуштите седницата, вашиот однос тогаш беше како две деца кога ќе се скараат, па некој ќе му ја земе играчката, ја напуштивте седницата и не ми одговоривте за ова прашање. И замислете, во 3 страници, за маката на земјоделците во овчеполието, кажувате хвалоспеви за вашата влада и за ИПАР 3, замислете, а во исто време доаѓа ОЛАФ да ја ревидира, да направи ревизија за парите што се украдени од Европската комисија. Понатаму, велите, ова е најголема брука, ова ве брукаат вас, советниците и министерот за земјоделие. Толку сте неспособни што не знаете во кој регион што се сади. Па велите, посветена грижа на земјоделците кои користат вода, ова се однесува и на земјоделците водокорисници од овчеполието, зашто сведочи успешно започнатата жетва на посеви засејани со оризови култури. Премиере, во Светиниколско ориз нема. Кочанско се произведува ориз. Во Светиниколско има житни култури. Ова е брука за вашиот кабинет и за министерот за земјоделие. Веднаш да си даде оставка. И понатаму велите дека лажеме дека земјоделците немале штета зашто штрекуваа, зошто протестира и зошто бараа штета. Вода во Свети Николе нема и до толку сте неспособни што и водостопанство не можете на 500 луѓе колку се таму да им обезбедите плата и е доведено во прашање и следната реколта за земјоделците, така да тотално промашено одговор на устно пратеничко прашање и нормално дека не сум задоволна и немам дополнително прашање. Ова ќе го објавам за да го видат земјоделците како оваа влада се грижи за нив. Благодарам.